Добра вечер. Вечер бе има посебна причина да изгледам и да се чувствувам женствено. Не само поради креацијата на Елена Лука, туку поради темата на вечерашната емисија на буквата М. М како мажи. Морам да ви признам дека се почувствав како Диоген, кој сред бел ден со фенер во рацете бара човек. И јас така барав мажи. Вечерва во емисијата Сексуална азбука ептен мажи. Така да морав да барам засилување и нешто плюс во емисијата, која ќе ја водам заедно со мојата драга колешка Кате. Кате вечерва со нас во ринг. Така. Одам со хиерархија. Алфа мажикот на нопните волци. Ленин. Па има ли нешто посекси од маж во кожа на мотор? Која е врската на водењето, љубов и возењето мотор? Па има ли нека идентична? Да. Задоволството е исто? Може би подобро. Може би подобро. Да. Единствениот машки фризер, значи не фризер за мажи, туку фризер кој не се изфеминизира во текот на својата професија. Жаре Бербер. Што значи да не се изфеминизира? Па не стана в женско во текот Не на стана, мојата да. еволуција Да. фризерска. Да одговорам на неговото прашање, може? Можеш и на Ти негови идеме да со сите помош. прашања. Може, така? Може, повеќе пријател. Бољот гол маж на мотор ти е жена гола на мотор. Жена гола на мотор. Многу Е, подобро. Добро ме представи, све си е супер. Маж не изфеминизиран. Види, не си морала да викаш помош, мислам ние не сме толку големи мажи да имаш потреба од како ти беше? Што е сигурно, сигурно. Ја вака не можам Ката. да мислам да преживам со четворица, така да морам засилување да викнам. Одиме со последниот ерген. Пеџо, дали се уште не е родена жената на твојот живот? Може би е родена, ама. Никако да ја најдеме. Може сме ја нашли, а може сме млади. Па до кога бе предраг? Уште малку. Треба деца се Стално прават. викам годинава. Уште малку? Да. Брейк. Ќе го брейкнеме Повели. ли повторно мразот? Би застанал ли на лудиот камен повтор пат? Зошто да не? Би. Латентно време. Да. Ги представи вечерашните гости, а сега е време за едукација. Одиме со професор Вујовиќ, мастурбација, беден месеци, мајчинство, прилог 1. Значи, од една психолошко-психијатриска гледна точка, мастурбацијата или самозадоволувањето, кое е присутно, нели, вообичаено го врзуваме за машкиот пол, но мастурбацијата е присутна и кај момчињата и кај девојчињата, и тоа во оној период пред да започнат со зрелиот интимен однос. Се смета дека е сосема нормално и низ тој период треба да се мине. Кога зборуваме што е на меден месец, мед и млеко, нели, асоциација на нешто убаво. Медениот месец, за жал, после една долгогодишна партнерска врска, која е почнала во раниот период на адолесценцијата или постадолесцентно и трае долго, и кој ќе дојде периодот на медениот месец, го нема исто на доживување, отколку кога партнерите малку се познаваат. Во основа, кога малку се познаваат и кога се во ситуација само да допрат до медот, нели? До медот, до она што е пријатното, и тоа е еден период на запознавање порано, кога луѓето не се познавале меѓу себе, се запознавале преку стројници. Медениот месец бил период од недела, 2, од 3, кога всушност како двојка минувале како пар заедно и меѓу себе се спознавале. Многу е битно, медениот месец може и подолго време да трае. Мајчинството, улогата на мајката, нели, во одредени периоди матриархатот, доминацијата на жената. Во основа доминацијата на жената, често пати кога прашуваме кој е доминантен во вашиот воспитен процес, кој ги прашуваме децата и младите, ќе се замислат и покрај доминантни татковци кои се отсутни, кои комуницираат преку мајките, знаат да кажат па таткото. Додека кој ќе им појасните во наредниот момент кој со нив повеќе комуницира, чиви инструкции ги примаат, кој ги знае нивните тајни, кој споделува со нив, во основа тоа е мајката. Вечерва градот Скопје е под маски. Ние ќе ги симнеме маските во емисијата за да ги откриеме нашите интимности. Се шегува. Во сексуална азбука нема откривање на интимности. Јасно вечерва мадам Дестал, мадам Помпадур или мадам Бувар не можам, немам капацитет за такво нешто. Мастурбација не ве прашувам.
мајчинство, може би сте хендикепирани како мажи што не можете да раѓате и да доите, но медениот месец ме интересира дали се сеќавате вие женетите, а тоа се Жаре и Ленин. Брејк мислам дека подзаборавил веќе, доскоро. А Пеџо допрва ќе го почувствувам медот и млекото на медениот месец. Може би, Пеџо, те прашаме тебе, не каде би одел на меден месец? Со кого би отишол на пусто острова? Ваѓа се превака у јавност, ќе кажам со девојками, наравно. А вака не е инаку. Со девојками, наравно. Наравно. Значи пусти страв. Пусти страв. Така, Ленин не се плаши да каже. Со кого би отишол на пуст остров? Така. Сега во моментов? Па не, воопшто, кога размислуваш самиот, нели? Па би отишол на пусти остров негде кај што само жени има, ако има на тој Пуст остров со жени. Да, да нема мажи. Па ако може и да не се пострадам. Да не е Робинзон Крусо таму. Ако веќе мора да сум сам таму, да сум обкружен со многу жени. Ајде медениот месец тогаш. Последниот секако. Претходните се забораваат, нели? Добро, што знам, јас да ти кажам многу не сум по тие клишеа или обележани датуми или случувања, па ајде ќе идеме. Работите кај мене не само што ги заборавам, него многу повеќе сакам спонтано работите да се случуваат и тие денови да не се обележани. Едноставно кога има можност или желба нешто да се направи, па и да се подари или да се појде некаде, да не е тоа заради тоа што еве, ајде сега се направи свадба, па ајде ќе идеме ке шетаме. Можда тие моменти и не се убави за шетање, можда времето е лошо, можда финансиски човек не е во можност тоа да го направи. Така да се, ако во таа смисла се гледа медениот месец. Иначе медениот месец, секси. да, медениот месец можеби некој пат бил меден кога мажите и жените прв пат влегувале во секс после првата браќна ноќ, па све им било као мед и млеко. Никогаш не било така. Само лажа дека било така. Можеби, не знам, јас можеби не го знам тоа време, меѓутоа убавите денови со првите љубови со жената или со девојката се, нели, нормално тие медени месеци, 1, 2, 3 или колку ќе бидат, после се обврски, фамилија, деца и така. Ја као де сум овде. Ја му доаѓам некако као... Така, за останат. Ја као приправник сум човече, сите имаат по 5-6 позади. Така и те најавија. Ја од медени работи у животов мој која е таквото прашање, памтам само медено срце, оние колачи, што ги имаш од пионир на времето. Иначе, у принцип, ако бракот и животот не ти е меден сите години што си ги поминал заедно, тешко на оние што останале у животот да го памтат само медениот месец, а све друго да им е црно. Така е. Ја одговорно тврдам дека твојата жена ужива со тебе. Значи, милиона со мене или јас со незе. Взаемно. Најбитна работа у животот е взаемно да се поштуваш прво. Мислам сите тие приказки од типот на со кого сакаш на меден месец да идеш или со кого би отишол на пуст остров, тоа се само што викам ја овака приказки за на телевизија или она што човек обично го машта или кога нема што да се праша или кога нема што да се каже, луѓето викаат би сакал да отидам таму. Да те пуштат не знам со кого на пуст остров, ќе здивиш, нели, месец, 2, 3 или ден, 2, 3 или 5, не е важно колку е, ќе ти помине она желбата за убави работи, обично кај луѓето проаѓа за било каква комуникација. Да, за било каква комуникација. Жене, се чувствуваш ли мажевно, машки, кога жените уфорично ти ги лепат вака секаде по тело, те плаќаат за да ги забаваш? Јас сум сведок. Летоска во Охрид го видов тоа. Ја уопште не мислам мажевно. Мажевно е нормално да се чувствуваш ако си роден као мушкарец, нормално е да се чувствуваш машки. Све друго би било девијантно. Не верувам дека некоја има која што помислила и у незината глава проработила некоја идеја дека треба ми залепи пари затоа што ме почувствувала мене како мушкарец. Кога Печа би бил може пејач, него би го доживеале така, плюс и беќар ако ништо друго. Најпосекуваниот ерген во моментот. Мојот статус поголемиот дел од публиката го знае. Значи сите оние конзументи на тоа што ја го работам знаат у која фаза сум ја и каков ми е статусот, така да не верувам дека некоја живее со некоја идеја дека нешто поише од тоа би можело да се случи, освен да ја отпеам песна или не знам да направам некоја будалштина која што не се би пријала. Што би посакал да бидеш на еден ден, еве, вечерве маскенбал, еден ден да бидеш во чија кожа? Во чија кожа? Ничија, туѓа сум сопствената. Сопствената. Да. Беше многу будеш. Па вистина. Џабе фантазии, џабе
да живееш во некаква илузија и џабе да живееш во илузија дека нечи живот е подобар или поискористен, порационално искористен, поистрошен позитивно. Живеј го својот живот, вистински да го живееш. Ти се случило некаш на жена да кажеш да иде без трага? Па не баш така со тие зборови, обично. Али да ја запееш? Не. Туѓе текстот не е мој. На Џамбазов? Да. Честопати правам да сватат дека треба да одат во без трага. Прошетаа, така? Да прошетаат малце, така. Физички сте активни сите. Значи, Ленин троши колку калории топите кога возите Скопје, Севастопол, кога ќе се симнете од моторот, колку си полесен, за колку килограми си полесен? Појма немам да ти кажам. Не се мериш преди потоа. Се мерим у задоволство само. Сме многу задоволни кога и додека се возиме и кога ќе стигнеме тамо. Меѓутоа физичка кондиција треба, значи у клубот наш имаме и место каде што кондиционо се спремаме, го одржуваме физичка спремност од повеќе аспекти, така да нам ни треба тоа, пошто сме долго време и на пат, се среќаваме со разноразни ситуации, предизвици, така да во кодексот стои дека треба да се одржуваме и да вежбаме, да бидеме физички спремни. Предраг е спорт били, не знам веќе што не конзумира. Скија, сурфа, вози мотор во последно време. Последните 30 години, да. Се трошат калории на мотор баги. 30 кусор. Значи си кажа. И друга колку години не го прашуваме за кусорот. На мотор највише зајакнуваат овие вратните мускули. Дека по цело време возиш се вртиш лево десно, земаш лево, и овие ти се многу напнати. До кој кат можеш да се качиш пешки, а да не се замориш? Ја цел живот сум живеел у куќа, да ти кажам право, ретко сум се швалеришал у животот, така да и кога сум се швалеришал сум гледал тоа да биде негде на приземје. Не си се качувал? Па не сум се треба да качувал. се бега? Па што знам, ја не запаѓам у такви ситуации, така да не ми се верува дека ќе се доведам во состојба кај што ќе треба да рипам од прозор. Ја одма на женење удирам. Така сум, со прстен идам одма. Моногамен. Моногамија и монотонија имаат врска? Можеш ли да си страстен у моногамија? Извини, ја намерно се спремав, види градскиот берберин, знаеш, он која не знае нешто, обично си носи лексикон. Да, војаклија. Ќе побарам, ти поразговарај со други. Не, бреј ќе скокнем тоа за скалите, тоа не го прашувам. Ќе го пуштиме сега доктор Антонио, ти додека прочиташ, да каже тајната и односно митовите за сексот и кардиоваскуларните заболувања. До кој кат можеш да се качиш и да издржиш машки? Some